Со едноминутен молк во Домот на културата Ацо Шопов во Штип започна комеморацијата во чест на трагично загинатите штипјани во пожарот во дискотеката во Кочани. Александар Коларов, Филип Стевановски, Александар Ефремов, Филип Ивановски и Дамјан Танески. Со емотивни говори членови од нивните семејства, блиски пријатели и колеги раскажуваа за нив, за нивната ведрина, скромност, за амбициите и нивните дела. Дел од нив биле веќе остварени на семеен и кариерен план, истакнати во областа на музиката, сцената и фотографијата, но нивните најблиски велат можеле да остварат уште многу. Дел млади средношколци кои допрва зачекорувале кон патот на остварување на своите амбиции, а со пријателите имале бројни желби и планови, кои велат никогаш нема да се остварат. Иако болката денес е неизмерна, ќе се утешиме со мислата дека остави нешто бесмртно. Својата музика, својата љубов, своето влијание, своите дела. Пламенот те зеде. Нема зборови со кои можеме да ја опишеме тагата и прзината што ја чувствуваме. Столчето пред мене е празно. Со секое кликнување на фотоапаратот, тој го задржуваше најубавот, највреднот, најдлабокото од животот. Неговата работа не беше само да направи фотографии. Тој создаваше спомени. И најбитно му беше секој да е среќен. Другите да се добри. Тој беше другар кој не знаеше да мирува. Негласната тишина во нашите животи. Не сме навикнати на ваков длабок молк. Александар, нашиот цеа се будеше и заспиваше со музика. Така и замина. Сите говори завршуваа со громогласни аплаузи во нивна чест. Нашиот град веќе никогаш нема да биде ист, порачаа штипјани. Во нивно име се обрати градоначалникот Иван Јорданов, кој изрази длабоко сочувство и повика на колективна свест за ваква трагедија никогаш да не се повтори. Сочувство изрази и министерот за култура и туризам Зоран Јутков, кој кажа дека македонската култура изгубила многу. Тамо во Кочанската дискотека згаснаа животи кои доправо требаше да си ги испишуваат своите убави приказни. Во тој пламен на младоста, од кој ќе гори вечната светлина, се и петмината штипјани, пред кои длабоко се поклонувам. Со нивното заминување од овој свет ја изгубивме полетноста, енергијата, убавината на пролетта, радоста во меѓусебните разговори и искрата во нашите погледи. Во Штипскиот дом на културата се уште отворена книгата на жалост, каде бројни граѓани пишуваат пораки за последно збогум.